Почитувани, пред 3 години започна пишувањето на новата историја на нашата држава. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и владата која предводи донесе важни одлуки и презеде храбри чекори кои со децении наназад никој не се осмелуваше да ги направи. Замрзнати процеси, стоење во место, заглавени во чекалната на НАТО и ЕУ. Режимот правеше се да ја држи земјата што подалеку од двата најмоćни светски сојузи. Пред само 3 години нашата држава беше во длабока изолација, заробена во режим, скарана со соседите без никаква евроинтегративна перспектива. Но за луѓе со визија за подобра иднина, со волја за напредок, нема невозможно. После 1 година од доаѓањето на власт на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, се реши отворените прашања со нашите соседи и почнавме да градиме мостови на пријателство, на сојузништво. Денеска сме горда 30-та земја членка на НАТО, еднаква со најсилните и најмоćните земји во светот. Веќе никогаш повеќе нема да сме сами и незаштитени. Обезбедивме сигурна иднина за сите нас и за нашите деца. Затоа што НАТО не е само безбедност и сигурност. НАТО е и нови инвестиции, работни места и повисоки плати. Денеска имаме армија по светски стандарди и пристап до пазар од 4 милиарди евра годишно. По членството во НАТО подготвени сме и знаеме дека можеме до 2024 година да отвориме 80% од поглавјата за интеграција во Европската Унија. Од европските фондови обезбедуваме 2,5 милиарди евра за Северна Македонија. Тоа се повеќе пари за справување со корона кризата, за нова македонска економија, за зелена агенда, енергија, конкурентност, капитални инвестиции, земјоделство, канализација, патишта, водовод. Тоа се европски пари за европски стандард дома. Почитувани, наспроти сите наши влогови и успешни резултати, стоеше ВМРО ДПМН, кој освен чувањето на земјата во изолација и под режим, јавно покажаа дека се против тоа земјата да оди напред. Додека Северна Македонија зачекоруваше во НАТО, ВМРО ДПМН и Мицковски не сакаше тоа да се случи. А кога формално се случи влезот во НАТО, Мицковски не смогна сили ниту да аплаудира и да го честита историскиот успех на државата. Тоа е таа деструктивна партија. Немаше став за ниту едно важно прашање. Бегаше и обструираше секогаш кога се носеа промени важни за иднината на државата и граѓаните. Ништо друго ВМРО ДПМН не нуди освен обнова на режимот, изолација и продавање на лажен патриотизам, додека парите завршуваат во Белиот дворец. И така, од една страна е членството во НАТО, од другата страна е Белата баротна палата. Од една страна се Брисел и преговорите со ЕУ, од другата страна се Хунзите, Белизе и Субрата Рој. Додека Социјалдемократскиот сојуз на Македонија нуди кадри кои земјата ја однесоа на прав пат, ВМРО ДПМН ги нуди луѓето на Груевски. Затоа на 15 јули да продолжиме на прав пат кон ЕУ и НАТО, нема враќање назад во изолација и обнова на режимот. Сите ние можеме повеќе и подобро.